На Европската црна листа по смртност од рак на дојка Македонија е на прво место од земјите каде што умираат најголем број од пациентите кои заболеле од оваа болест. Оваа информација е застрашувачка ако се земе во предвид дека во повеќето европски земји болеста успешно се лекува. Ова се дел од најфрапантните заклучоци од 10-та национална конференција посветена на ракот на дојка во организација на Сдруженијето за борба против рак Борка за секој нов ден, а кој што ги изнесува еминентни професори и лекари од Европа, повекувајќи се на истражувањата и податоците на Светската здравствена организација. За да се постигне напредок во лекувањето на оваа болест во земјава, која за жал е прва по смртност во Европа, треба да се запазат одредени параметри. Едукација на луѓето и на лекарите, посветени средства на сите видови на нега, пристап до иновации и истражување. Овие пораки ги упатија и членовите на Борка кои во Виница одбележаа 10 години јубилеј во организација на МАК Прогрес и Александар Парк, а во координација со нивниот представник од Виница Снежана Секуловска, која поздравувајќи ги присутните борки, рече дека треба да го цениме секој миг од животот, отие еден и неповторлив. Таа ги поздрави присутните жени од Виница, Велес, Струмица, Кавадарци и Кочани. Јас знам тоа баш народ, ако си кажеш дека ќе успеам и ќе се борам и ќе победам болеста, може. Ама сепак, кога ги одам по болниците, по ходниците, кога зборувам, секогаш апелирам, значи редовни прегледи, екопрегледи, кога има потреба од мамографски прегледи, зашто ако болеста се открие во ран стадиум, тогаш жената спасуваме еден човечки живот, здравството го чини многу помалку лекувањето, зашто знаеме дека хемотерапиите се едни од најскапите лекови кои што може да се дадат за малигно заболение. Она што може да се констатира воедно и да се апелира е дека кај нас апарати за диагностицирање има, но фали обучен кадар и не секој знае да ги прочита резултатите. Се повеќе жени доаѓаат со погрешни диагнози, вели Секуловска. Токму тоа и се случило и на Атина Саздова, член на Борка, која што поради погрешна диагноза ги загубила двете дојки и цели 15 години поминува низ болничките ходници. Жените оболени од рак на дојка на матка би требало да бидат третирани како еден вид инвалиди затоа што тие изгубиле дел од своето тело и да бидат почитувани во друштвото и да им се олесни работата. Жена оперирана со вакви трауми не би можела да работи секаква работа. Кога човек ќе разбере дека е болен од ваква тешка болест, нормално во првиот момент психолошки се паѓа доста и целата, не само јас, него и целата фамилија, а после тоа, кога се направи, мислам, првите испитувања, така се доби една така поголема сигурност дека тоа ќе може да се среди, да се оперира и да се излечи на некој начин. Деценискиот јубилеј беше заокружен со богата лотарија подржана од повеќе приватни фирми од Кочани и Виница, а средствата од истата беа уплатени на жиросметка на Сдруженијето Борка.